Moj život, moja sudba, moj dom. Kako beše во Скопје пред 100 години. На почетокот од 1924 година, на подрачјето на Трговско-индустриската комора во Скопје бил забележан пад на производството на афион, памук, опиум, ориз и свилени кожурци. По аграрната реформа и општествено-политичките промени, кои настанале како последица на Првата светска и Балканските војни, големите поседи кои за време на османлиската управа представувале вистински зони за производство на културни растенија, биле расцепкани. Селанецот по војните на својот мал посед се определувал да произведува зрнеста храна и за себе и за пазарот, пред се од економски причини, бидејќи цената на извозните култури била поекономична во споредба со производството на културни растенија. Комората во Скопје се подготвувала за втората конференција на стопанственици од целата земја, која била предвидена да се одржи во Скопје на 10 и 11 мај 1924 година, каде излегла со веќе подготвен план. Во актот, кој му бил упатен на тогашниот министер за трговија и индустрија на кралството на србите, хрватите и словенците, било посочено дека конференцијата се свикува врз база на заклучоците од првата конференција на комората и на извозничките здруженија на кралството Југославија, која била одржана во Загреб на 27 и 28 јануари истата 1924 година. За да се потенцира значењето на конференцијата, комората истакнала дека собирот во Скопје треба да биде нешто повеќе од колку обичен собир на представници на стопанските корпорации од Југославија. Тоа воедно требало да значи дека стопанството од Вардарскиот дел на Македонија врз себе го привлекувало вниманието од страна на највисоките представници на бизнис класата во тогашна Југославија. Според комората, тоа требало да биде една народна манифестација и голем влог во иднината на југословенското стопанско напредување во правец кон Средоземното море. Moj život, moja sudba, moj dom.